Снимки од инсекти во леб произведен во позната штипска пекара до ТВ Стар доставија граѓани. Во коментарот велат дека воопшто не се почувствувале добро откако во лебот го нашле тоа што не треба. Оваа реакција од граѓаните на сметка на квалитетот на лебот и воопшто квалитетот на храната која се нуди преку малопродажните мрежи не е единствена, зашто неодамна, не само револтирана, туку и исплашена од ризикот и можните последици. Во нашата редакција лично се појави гледачка. Во производот смоки на познат производител, таа пронашла и парчиња метал. Отидов да пазарам смоки, ги отворив и јадев со придружба на мој пријател и кога да ги отварам, дојдов до крај на смоките и кога да видам, ми крчна нешто на забите. И кога да видам зрна, камења, а што е тоа не знам. Овие поплаки упатуваат на предпазливост при конзумирањето на храна, но одговорност мора да има и за производителите. Што граѓаните треба да направат во такви случаи? Доколку потрошувачот купил некој производ кој што едноставно не се гледа дека е хигиенски неисправен и може да биде штетен по здравјето во случајот како што разговаравме или во други случаи, тогаш секако дека треба да информира надлежниот инспекторат, тоа инспекцијата за храна, за агенција за храна и ветеринарство, може да нас да се пријави. Ние сме 3179-592, ние секако одма ќе пријавиме до пазарниот инспекторат. Но ова е долг и неизвесен пат и граѓаните најчесто не сакат да го минуваат. Ако има нешто, зимаат мостри, па зимаат по таа проверка на хигиенските услови каде што се продава во објекте. Тука имаме надлежност на државен санитарен здравствен инспекторат, да речеме. Меѓутоа сепак агенцијата за храна е најнадлежна во ваквиот случај. Од ова заклучокот е дека граѓаните мора да бидат поагилни во пријавувањето, но и во напорите да се заштитат од нестандардни произведени, но и опасни по здравјето производи.